raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Tatko moj, koji si na nebesata, te sakam, Gospode Isuse Hriste. Znajte, interesni se tije stihovi koga Isus se moli, koga veli molite se ovaka: tatko moj, oče, tatko. Znajte, zamislite, vi imate tatko na nebesata, koji sozdal vse, a živejete ovdje padnati na zemljata. I po izvesen period pominuvate niz sostojbi, koji ne vi se prijatni. Sekjavate deka nešto ne je vo red so vas. Nemate dovoljno ljubov da gi ljubite site. Nemate dovoljno ljubov niti za bliskite, a kamoli za site onije koji ne se kako vas, koji se malku poinakvi. Nije zboruvame za pripadnost, za tatko nebesen. I ljudje je kažuva ta molitva, no da li razbirat vistinski i da li veruvat vistinski deka Isus ja pobedi smrta, ni daruva život večen. To je život, evo negovi od sin vo Isusa, a Otec od nebesen je dobri od pastir, koji voljata njegova je sekoj, što ke go vidi Isus, to je bitan moment, kako se gleda Isus. I poveruva vo nego. Ušte jedan čekor, da go vidiš i da poveruvaš, ke žive život večen. I jas ke go voskrestam vo posljednji den. Nema nikogaš da umre, ke voskresne, koji veruva vo Isus, i da umre, ke žive. I сега вие размислувате што значи тоа. Луѓето мислат дека е тоа некаква поезија. Поетите си редат. Аристотел ги нарекува интересен просјаци на фалби. Тоа е интересен момент. Добро дефинирано. Просјаци на фалби. Редат слова и букви и зборови. Зборовите словото е во Бог и Бог е словото. И ти го земаш, го извртуваш, станува телесно и создаваш приказни. И штом се создаваат тие приказни, тие некаде ке завршат во тој што ги создал, во тој што ги гледа и што ги прифаќа, во тој на кој им ракоплеска и им се поклонува. А ние зборуваме за живо слово и тие редат слова без никаква одговорност. И мисла дека ќе напише нешто и дека куз нешто, па тоа што си го напишал еден ден ќе треба да го платиш, да го отплатиш. Бидејќи славата, силата и царството се негови, на мојот татко. Јас зборувам за татко небесен. Тие зборуваат за некој Бог таму страшен што ќе ги гори во вечно проклетство. Да, ти поминуваш низ вечниот оган на љубовта. И туку имавме ни едно видение кое слезе, мислам дека во другиот текст. Слава ти Господи Исусе Христе, Ефесијаните од смрт во живот. Ние зборуваме од смрт во живот, во еден жив театар каде се гледа колку љубов имаш ти во твоето срце. Колку љубов имаш ти во твоето срце, дали имаш тесно срце, дали можеш да го отвориш срцето. Зборува низ мене, татко мој, нека секој збор ги допре. Сите оние кои имаат отворено срце и ке речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Не ви е потребно многу ум да разберете дека овој свет зад мене, паднат свет, долина на сенка смртна, како е наречена земјата, се распаѓа. Посебно во Македонија. Дори сега ви забрануваат да бидете македонци. Запишано овде македонец кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми, кај апостол Павле. И вас кои бевте мртви
Вас, сите вас. Поради вашите престапи и гревови. Значи гревот е смрт, отсуство на љубов. Мртви, те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, во кој живеевте некогаш. Во кој живеевте некогаш според животот на овој свет. Тој е тој живот, себељубие. Ти да бидеш прв, ти да владееш, ти да разгрбиш, да му земеш се на другиот. Ти да владееш. Спротиставениот принцип на Исус е тој дојде да ви служи на сите. Исус подразбира служење во љубов. Дали си спремен да служиш, да бидеш слуга на Исус Христос? Почетна позиција да те научи да ги љубиш сите. Да те научи да ги љубиш сите. Пазете, некогаш според кнезот на овој свет. Живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот. Кнезот на воздухот. Сатаната е паднат. Дел од неговите ангели се демони. Тие се поднебесните сили на злото. Значи, тие се во духовна природа, поднебесните сили на злото на овој век, на овој свет. Односно, согласно со кнезот на воздухот. Така живееме ние, без Исус. Односно на духот кој сега действува. И тие се духовна природа. Во синовите на неверието. Син на неверие. Во што веруваш ти? Во Исус Христос. Зошто си тогаш болен? Зошто немаш сила да ги љубиш сите? Одиш во црква, палиш свеќи, рипаш, скокаш, декламираш, цитираш, а не умееш да ги љубиш сите. Исус вели, остави се земно и врви по мене. Пазете, кој сега действува во синовите на неверието, тој е другиот дух, два духа се. Затоа во Светото Писмо се вели, испитувајте ги духовите. Испитувајте ги духовите. Како се испитуваат? Па духот на Исус е љубов. Духот на другиот дух е се она што не е доволно љубов. Себељубие, омраз, завист, љубомора, крадење, лажење, мамење. Лицемерно братолюбие, меѓу кои ние сите некогаш, и јас бев таков, живеевме според телесните желби. Не сум совршен, но го оставам тоа што е зад мене. И там напред, како апостолот Павле. И там напред го гледам Исус, постојано мислам на Исус. Да добијам возобновен ум, да разберам што е широчина, длабочина и височина. Меѓу кои ние некога живеевме според телесните желби. Сакам ова, сакам она, вака, сакам ова, сакам ова, не ми се допаѓа. Извршувајќи ги похотите на телото, телесен човек. И ние зборуваме за внатрешен човек, за духовен човек. И на помислите, тоа што сакам, јас тоа ќе правам. И по природа бевме како и другите, чеда на гневот, чеда на гревот. Правиш тоа што сакаш. И таа е таа слика во Битие на почетокот. Адам јаде од дрвото на познанието, иако нашиот семокен татко му вели, ако јадете од тоа дрво, само едно дрво е забрането. Дрвото на познанието, на доброто и на злото. Ако јадете од тоа дрво, ќе умрете. И тој јаде од тоа дрво. Тоа е непослушност и умира. Изгонете од рајот, без разлика дали Ева, змијата или некој друг го натерал. И Исус беше во пустината. Сатаната го искушуваше, па не го натера. Кажи им на овие камења да станат лебови. Човек не се храни само од леб, му одговори Исус, туку од секој збор што излегува на Бога, од устата на Бога. Ако си Бог рипни од овој и ангели ќе испрати да те заштит, не го искушувај својот Бог, не го спомнувај напразно името на Бога. Те сакам, Господе Исусе Христе. Похотите на телото, на помислите и бевме чеда на гневот. Се гневиш на секого, на државата, на општеството. Тешко е да обстанеш. Кога твоите водачи крадат, те продаваат, те воведуваат во гнев да вратиш со сатанска доктрина, но Бог кој е богат со милост. Мојот татко, кој е богат со милост. Бог е богат со милост. Во еден псалм има не знам колку 15-20 пати. Милоста негова е вечна. Тој е многу милостив и долго трпелив. Долго не чека, понекогаш со години, 50 години да се покаеме. Како што сум живеел додреден период на животот, јас се покајувам и се срамам. Знаете, ова е театар, убаво рекол Шекспир.
Последните зборови на Вилијам Шекспир: ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Шекспир вели: цел свет е театар. Точно е, земјата е театар. Место за гледање на твојата љубов. Место да се преброиш, да научиш да љубиш. Те сакам Бог кој е богат со милост поради големата, непресушната, непрекината, вечна негова љубов, со која не засака. Затоа тој Исус на едно место вели: видлив во Исуса Христа, семокниот татко, видлив во Исуса Христа, во дух Отецот живее во Исус, да ни покаже како треба и ние да живееме како Исус. Неговата љубов со која не засака. Љубовта негова е вечна, љубовта никогаш не престанува. Љубовта никогаш не престанува. Тоа е Бог, Отецот мој. Иако бевме мртви поради гревовите наши. И пазете, мртви сме поради гревовите. Немаме доволно љубов. Значи, суштината е дека кога немаш љубов, ти си во смрт, во грев. Немаш доволно љубов. Гревот, те сакам Господ Исусе Христе, е недостаток на љубов. Потоа ќе прочитам едно друго. Нешто што е слезено во дух како поука. Знаете, нема две вечности, вечен е само Бог. Сето друго околу е споредно и тоа се прилагодува на вечноста. Се додека не кажеш благословен е оној. Пишано е тука, само треба да го најдете да ви се отвори. Благословен е оној кој доаѓа во името Господово, кога ќе го кажеш, тоа почнуваш нов процес на раѓање, на преродение, на духовно родение. Да се родиш од вода и од дух. Но Бог кој е богат со милост поради големата негова љубов со која не засака. Иако бевме мртви поради гревовите наши. Мртви поради гревовите наши. Не оживеа во Христа. Ние сме мртви поради гревовите. Некој ќе рече: немам гревови. Кој вели дека нема грев е лажец. Грешен си, не љубиш, помислуваш се и се што во умот. Мислите без Исус се сите грешни. И не воскресна со Него. И луѓето, например, посебно интелектуалците, ќе се наполнат со книги, со доктрини или од заедниците и не сака да прифати дека е грешен. Себе праведен. И тој е праведен. Не си повеќе грешник, си праведен. Не си праведен се додека Исус не владее со тебе. Додека Исус не зборува со тебе. Себе праведен или Божијата правда. Иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христа. И не воскресна со Него. И не постави на небесата. Значи, воскреснуваш со Него, од темнина преоѓаш во светлина. Кресна, воскресна. Те сакам, Господ Исусе Христе. Имаме ние град Кресна во Пиринска Македонија, каде имаше македонско востание. Дај Боже да се разбереме дека со Исуса можеме да победиме се. Не воскресна и не постави на небесата. Замислете, се враќате во духовната природа, за да им покаже на идните векови преизобилното богатство, на својата благодат. Тоа што ќе ти го даде тој се моје твое во добрина кон нас. Благодат и добрина кон нас преку Исус Христос. Преку Исус Христос, тоа е портата на спасението, тоа е тесната патека. Кој ќе влезе преку него, ќе влезе и ќе излезе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но како да влезеш и да излезеш? Тоа е суштината. Да го научиш да се оставиш сами од себе, да се откажеш од својата гревовна природа, зашто по благодат сте спасени преку верата. Точно е тоа. Преку верата. Но верата подразбира се да му дадеш нему, да му довериш се, да имаш доверба. И верата значи да тргнеш да одиш по вода и да не се посомневаш. Тогаш си спасен по благодат, кога тој владее, кога тој доаѓа во твоето срце за да ти даде сила и Божја вера, Исусова вера и љубов Божја. Тоа е дар Божји, не е од дела, за да не се фали некој дека некој е спасен според дела. Пазете, сепак, дали ти во твоето срце отвараш порта да се насели Исус Отецот Небесен, да направат сокровиште, разбирате ли вие, да бидете едно тело, зашто ние сме Негова творба. Ние сме Негови деца сите и под небесните сили на злото, создадени во Христос Исус за добри дела. Пазете го сега овој стих. Или мислат не треба ништо да правиме во една деноминација. За добри дела што Бог ги предопределил уште пред од порано да живееме во нив. Кои се тие добри дела? Па дела на љубовта.
Ljubi go svoj bližnjeg kako sebe si. Da se ljubite jedan so drug kako što Isus i kako što jaz ve возлюбив ne jaz Isus. Pobedi go zloto so dobro. Ako nekoj te udri pod desni od obraz, zavrti mu go i drugi od. Da li gledate, poznavate nekoj čovjek koji go pravi to? Da prosti, da prostuvaš, da ne osuduvaš, da se raduvaš za sve što događa, da mu blagodariš na Bog, na Otec, ti blagodarom što ti u ovoj den, za sve što događa, to što ti misliš da je lošo za tebe. Zato pomnete vije koji nekogaš pod telo bevte ne zna božci i narečeni neobrezani, so takare nerečenite obrezani, su telesno obrezanije. Znači, zboruva za Izraelcite koji misle da si izbran narod, a go raspna Isusa, su telesno obrezanije, i muslimanite deneska se obrezuvat, pravat, sunet, i Izraelci ti se tepat. Telesno obrezanije, znajte što je? To je to. Telesno krštevanje odiš vo voda. Izlegovaš suv voda, se sušiš, se banješ, se kapeš vo vodata. Praveno so race, deka vona vreme bevte bez Krista, to je zboruva za duhovno obrezan vo srce to. Da li vo tvoje to srce žive Isus Hristos? Sin nas je mokni od Bog, da li ti si sin nas je mokni od Bog koji pobeduva se? Deka vona vreme bevte bez Hrista, od strane ti od opštestva to od Izraelu. Izrael, prva ta zajednica, bez pravo koji ima zavet so Bog. I Makedonija koja go povikova Bog, bez pravo na učestvo ovo zavetite. Naveteno to, bez nadeš, bez božnici o svetot. Bez nadeš, bez božnici o svetot. Znajte, ljudi to živjeti bez nadeš. Ti uvijek imat po 50 godini, počnuvat bolesti, umiranja. I poslije dođe, zašto Gospode mi go praviš ovo, ima jedno videnije, se rastura svetot, se razum, ne možem da go objasnim, preminuvat, sliki se pretopuvat, ljudi to vreskati go obvinuvat Bog. Zašto mi go praviš ovo, što sam ti zgrešio? Ima jedan stih da go poznaješ vreme to. On je 13 knjigi koji si svrljeni od protestantskata Biblija. Po pravoslavna ti katolička ti ima po 50, vo stariji od zavet, po protestantska 37, da si go poznaješ vreme to. Na zemlja to je bitan moment. Vreme da naučiš da gi ljubiš site. Čovjek od ima svoje vreme, se ima svoje vreme. Najvažno je da si go poznaješ tvoje to vreme. Koga događa i Gospod ti dava, se mokni od Bog i Isus, sila, da iščekoriš vo ljubavta. Da gi napraviš čekorite potesnata pateka. Ta nije toliko dolga, nekogaš se potrebni 2-3 čekora. Da prostiš nekomu, da se žrtvovaš za nekoj, da ostaviš nešto, da začekoriš vo Isus Hristos, da začekoriš od grevoven, vo ljubaven čovjek, vo bezgrešen, vo Isusov, da ostaviš se zemnog. Ah, koliko si me возлюбил, Gospode Isuse Hriste, što gi davaš ovije živi slova, da pominuvat niz mene za tvoja slava. Slava ti, Isuse, jasna i mali od, ne sum dostojan ni vrvkite da ti gi odvrzam, od apostolite. No sepak se potrudiv blagodata da ne bide prazna, pa da povtorujem samo deka po blagodat sme spaseni i ništo da ne pravam za tebe, da bidam lovec na luje. No сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, пазете го овој стих, станавте блиски со семокниот татко, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Дали сакате да се вратите кај својот татко на небесата? Или не ви интересира? Јадете од дрвото на познанието. Знаете што е добро и зло, изгонети сте од рајот. Кој некогаш бевме далеко, станавме блиски преку крвта на Христос. Па тоа е суштината. Како да дојдеш до крстот и да умреш таму. Да се оставиш. Да се облечеш во свадбена облека. Да се облечеш во Исус Христос. Да се облечеш во љубовта, да ги љубиш сите, да победуваш со љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зашто тој е нашиот мир. Исус ти е мирот. Кој од двата народи направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив.
Тоа се израелците и сите други, тоа се паднатите и оние што се спуштени. Тоа се сите. Еден ден ќе завршиме сите, тоа е почеток. Исус и крај. Исус и Отецот се едно. И ти треба да бидеш едно откако со телото свое, кога се распна, плати, го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, бидејќи тој плати за сите нас. Тој плати, ја плати сметката. Ти немаш доволно пари, духовно зборувам. И ќе овкаш со години. Може би со милениуми додека отплати што си правил, што си помислил во законот на љубовта. Да создаде од двата еден нов човек и воспоставува мир. Он плаќа и ти дава, но сега ти треба да се оставиш тој стариот, што јаде од дрвото и да почнеш да јадеш од другото дрво. Да почнеш да јадеш од духовните слова. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор. И обата во едно тело да ги помири, да се помириш со Бог. Па скаран си затоа што си паднал, си го избрал сатаната, штом си на земјата и си паднат, ако не си пратен, испуштен ангел, ете јас го браќам својот ангел Јован Крстител. Те сакам, Господи Исусе Христе, го помири со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. Тој простува, тој е милостив, милоста негова, тој се распна и се жртвува. Видете, така постапуваше Исус. На крстот рече, прости им, татко, не знаат што прават. Те сакам, Господи Исусе Христе. И откако дојде, тој ви благовестува мир вам далечни и блиски. Каде треба да дојде Исус? Па во твоето срце. Инаку ти го гледаш од далеку, цитираш и знаеш, јадеш од дрвото на познанието, слушаш некои проповедници на телевизија со години, не се менуваш, си го земаш тоа со твојот стар ум, возобновен ум, значи да признаеш дека ти си ништо. Ти си кал, земна, прав и пепел, што вели, во која дувна дух животен. Ви благовести мир вам далечни. Тоа се луѓе од заедниците и блиски, блиски со него, близок со Бог. Зашто се утврдивте и така веќе вие не сте туги и придојдени, ова е битен момент, туку сте им сожители, сожител на светиите, го барам Царството Божие и сакам да заминам кај мојот Татко Небесен, со радост прифаќам се што доаѓа. Сожители на светиите, членови на Божиото семејство. Мојот татко, јас сум негов син. Знаете, а што сакам јас да бидам сам себе си, сам кефален? Зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, зашто тие го зборуваа ова во дух, имајќи го како камен темелник самиот Христос Исус, врз кого целата зграда, стројно зглобена, зборува за црквата, прераснува во свет храм на Господ, на Отецот Небесен. Пазете, и тие одат во згради и прават 1000 годишнини на зграда. На еден момент има тие што му се поклонија на ликот на зверот, ќе бидат мачени. Ликот на зверот е се она што иде поклонство, на кое му се поклонуваш. Објекти, згради, годишнини. Значи, врз кого вие ќе се содзидате, одбележува годишнина од зграда. Пазете, врз кого и вие ќе се содзидате. Ние треба да се содзидаме во живеалиште Божјо, во духот треба да се содзидаш. На Бог му се поклонуваш. Не може да се поклонувам ја на зграда, на слика. На Бог му се поклонувам. Дух, во дух и вистина. Како? Во дух, ако јас дозволам духовно да се родам, тој да владее со мене. Не ја што сакам, неговата волја, он да зборува низ мене, во дух и вистина. И вистина е Исус, и вистината во Исус. И потоа ти ке се расправаш, они слават тамо некои други. И сега не знам кој е. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Еве го. Значи, што е тоа што ние го сакаме? Ова се интересни, слегуваат за секоја проповед. Во духот. Тап и ги запишуваат. Слободна волја. Пазете во тој момент. Ангелите на небесата избираа меѓу сатаната се прогласи за Бог. Тој е Бог.
првите 1/3 го избраа него, ги измами и паднаа на земјата. Право на избор. Тој е Божиот закон. Тој не сака марионети да те изнасили. Ако ти се појави, сите ќе клекнат пред него. Знаете, тој зборува за право на избор. Дали избираш христокефалност? Ова е битен момент. Или автокефалност. Христокефалност, значи, он е главата на црквата, он управува, негова е заедницата и ти си автокефален, ти самиот решаваш. Мислиш дека Христос решава, ти самиот решаваш, а Христос е тамо негде, му викаш, чекај Христос, јас да ти кажам, па ти мислиш дека е тоа неговата волја. Тоа е интересен момент. Дали волјата е негова или твоја? Е битен момент. Зашто тогаш имаме поделени црковни заедници. Еве, 3 големи. Некој од тие 3 не се во право. А што ако сите не се во право? Во едно видение ми се јави, ќе видите, сега ги парафразирам зборовите, ги препрочитувам. Кому, чии се црквите, кој ги владее црквите во кои се поклонувате? И еве полека излегува едната црква, другата, третата. Дали јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото? И самиот знаеш што е добро и зло. И Отецот вели на Адам, си станал како еден од нас, знаеш што е добро и зло, а колку знаеш овој свет овде, посебно Македонија. Водач на голема заедница дозволува бракови еднополови, дозволува сексуално малтретирање на деца. Црквна се друга прави масонски, третата се финансира од некои пари од надвор. Дали избираш понизност пред Отецот? Значи, сатаната кога го лаже, ќе бидете како богови. Ако каснете од дрвото на познанието. И еве го тој момент. Како еден од нас, ти мислиш дека си Бог, самиот решаваш. Не ти треба да се покориш на Бог. Дали избираш понизност пред Отецот? Понизност. Не можам сам. Татко мој погрешив, затоа и да те подигне. Дали ти знаеш што е добро и зло? Ти си Бог, самообожен, си се обожуваш сам себе и потоа се друго околу, и на крајот ќе викаш што сум ти сгрешил, Господи, кога ќе изгубиш силата. Значи, даден ти е по 1 денар, ти си го држал денарот во джебот, во душата своја го закопа во земја, во телесното и на крај ти го зема тој денар, зашто тој треба да го вратиш, тој не е твој. А тој што намножил 5 му се дава уште 5. Тоа е твојот живот. И решаваш самиот или ја бараш неговата поука. Дали знаеш и решаваш самиот? Ја бараш неговата поука, неговото водство, духот го бараш и неговата волја. Нека биде волјата твоја. Исус вели, молете се така. Што си избрал, независност или зависност од Исус и Отецот? Тоа е битен момент. Зборува за заедниците и за црквите. Дали си ја избрал молитвата, мечот на духот, во војна за ослободување на себе си од телесниот паднат човек? Почетната молитва е: прости ми, татко, не знам што правам. Исусе, дојди во моето срце, помогни ми, покажи ми, Исусе, не знам самиот, дај ми сила. Дали се облекуваш во сето оружје Божјо? Печот на духот е словото. Дали се соединуваш со него? Дали собственоста е твоја, се си му предал нему и му припаѓаш на Исус? Тоа е крштение во дух. Слуга, он е собственик на тебе. Те води и те учи по тесната патека што води кон животот. Тоа е христијанство. Он е собственик. Дали дозволуваш негово водство или тераш по свое? Многу христијани тераат по свое. Цитираат од Библијата, врескаат, осудуваат. Зборуваат од себе. Нема христијанство ако ти зборуваш од себе. Исус вели, он зборува низ мене, он ги врши делата. Ти треба да постапуваш како Исус. Кој е тој он? Отецот небесен во духот. Автокефалност или христокефалност?
Дали имаш автокефална заедница или христокефална заедницата е на Исус или припаѓа на некоја деноминација. Ти што сакаш или неговата волја. Тоа се раскрсници на кои христијаните не можат да ги разберат. Дали го бараш Царството Божио? Татко мој, сакаш да заминеш горе, кое се освојува со неговата сила, со неговата волја. Ти немаш доволно сила. Дали си Христов или своеглав? Дали војуваш со молитва? Дали постојано мислиш на Него? Имајте го во ум. Исуса постојано бараш помош од Него или од време на време кога ќе ти притегне, кога ќе ти загори лончето, кога ќе ти скисне гравот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Чии си ти е битен момент. Кому му припаѓаш? Припадност е тоа, собственост. Зошто си овде паднат на земјата? Дали ти е тоа јасно? Мислиш дека си безгрешен? Зошто живееш? Кој ти дал живот? Кој те создаде? Кому му припаѓаш? Со кого си во едно тело и дух со некоја блудница? Тоа може да биде држава, заедница, црква, партија. Со Исус си. Кој се соединува со блудница, еден дух е со неја? Со кого си во тело? Дали си соединет со дух, во Исус? Со Исус или со себе? Дали си паднат, телесен и грешен, или мислиш дека си безгрешен? И што си избрал, себе си или Исус е важно? Си избрал себе си, си тераш како што ти сакаш. Исус вели, остави се. Земно, телесно, паднато и врви по мене. Важна одредница. Што си избрал, себе си или Исус? Одредува каде ќе завршиш сетне. Во Него. Што си избрал, себе си или Исус? Во Него, каде ќе завршиш сетне? Во Него. Во живот вечен, во љубов, во милост, во Божјото царство или во себе? Во гревовна смрт. Телото без дух е мртво. Ако го имаш грешниот дух, и тој е мртов. Се додека не се одземе силата. Пишано е. Дали можеш да ги разбереш сите овие работи? Тоа е христијанство. А ти можеш да одеш во заедница, да пееш, да цитираш, да рипаш, да вапцаш, да скокаш, да молиш. Само размисли, како што ми рече, ќе видите наскоро чии се црквите во кои одите, кому припаѓаат. Дали црквата е на Исус или на некој друг, што се облекува, преоблекува како ангел на светлината, а тоа е сатаната и паднатата природа на нељубов, грев и смрт. Милоста Негова е вечна, љубовта Негова е вечна. Те сакам, Господи Исусе Христе. Сите оние што ќе кажат, Господи Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, допрете се каде што ме боли. Исусе, јас сум здрав и исцелен, со Тебе им простувам на сите. Никого не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци, се покајувам за секој грев. Дојди во моето срце и помогни ми, исцели ја мојата болка. Го барам Царството Божие, прифаќам Твојата волја. Амин. За секогаш Исус. За навек Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе Те љубам. Амин до Божиот Царство Небесно. Бегај од Македонија, Сатана, во името Исусово. Македонија е земја Исусова. И додека постои еден праведник, Македонија ќе биде земја Исусова. Не можеш да ја земеш. Те сакам, Исусе. Амин до Божиот Царство Небесно. Амин. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа Твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа Твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во Тебе. Радувај се,